Поезијата и универзумот се во многу нешта слични, бесконечни, безвременски, универзални, мистични и убави. Самиот процес на пишување е создавање нови паралелни светови во кои се проектираме и екзистираме, кога овој свет што го имаме не е доволен, велат младите поети кои викендов беа гости во рамките на поетската вечер која организираше Комисијата за настани и манифестации во општина Виница во соработка со Домот на културата Тошо Арсов и Музеот Теракота. Виничани имаа ретка можност за прв пат да уживаат во поезијата на најдобриот современ македонски поет и преведувач Никола Маџиров, кој зад себе има бројни национални и меѓународни награди и поезија која е објавена во над 50 земји во светот, во Европа, САД, Азија, Африка, Латинска Америка и во Австралија. Преведена на 41 светски јазик, меѓу кои на персиски, јапонски, хебрејски, шпански, галициски, каталониски, келтски, хрватски. Пишува за времето кое не одминува, историјата на која грчевито и се навраќаме како некоја хронична кашлица, љубовта која тлее, воскреснува, скапува или спарува. Пишува за навидум неважни, а толку суштинско важни нешта. Со неговата поезија се отвара сосема нова димензија на мајчиниот јазик. Поетесата Слагјана Бојановска од Блатец благовремено во Виница ги промовираше своите авторски дела Керубин во крчмата и Луѓе во вакуум, што беше дел од оваа поетска вечер. Настапувала на повеќе фестивали во и надвор од Македонија. Од најмладата поетска генерација која носи нова енергија, луцинда, храбра и хируршки прецизна, стихови пренесоа Катерина Гогова, чија дебитанска книга Поезија актите се кастрирани излезе минатата година, како и младиот поет Митко Апостолов, добитник на наградата Антологија на болката на Рациновите средби за најдобра дебитанска и необјавена поетска збирка, за книгата Тело одречено од пливање. Гостин на вечерта беше и Лазар Попов, кој благовремено ќе се нарече Facebook поет, бидејќи пишува исклучиво за социјалните мрежи. Се на се убава поетска вечер која ги наполни срцата на оние кои ја проследија.